Неколку сопственици на бутици во Тетово се ослободени од закупнина на објектите од страна на лицата кои ги поседуваат. Во време на пандемија од коронавирус тие не работат, а потрошиле и парични средства за набавка на пролетна гардероба. Така што ваквиот хуман гест е од големо олеснување за нив. И самите гледате дека бутиците во Тетово не работаат овој период. Скоро сите, да не речеме сите, со исклучок на некои во центарот, се затворени. Нормално овој период е почеток, да кажем, на сезона пролет-лето и сите бутици на некој начин се снабдија со асортиман и сето тоа повлекува трошок нормално царински давачки. Верувам дека дел од бутиците овој период тешко дека ќе опстојат и можеби еден дел од нив ќе се затворат. И ваквиот пример треба да го следат и останатите сопственици. Професорот по економија од Универзитетот на Југоисточна Европа Гада Фреџепи вели дека во следниот квартал во земјава ќе има намалување на економската ефикасност и продуктивност, така што мал број сектори ќе имаат придобивки. Мора да правиме разлика меѓу микрофирми, не мали фирми, микрофирми и самостојни, тоа што викаме самостојни вработни и фирми или викаме единствен собственик фирма, во тие се најпогодени до ова. И тие се, како кажам, најбрзо очекуваат да имат некаква финансиска помош. Затоа што внимавајте, некој што продава цвеќе на пазар, тој претежно работи ден за ден. И ако не му помагате после 20 дена, ќе биде навистина во тешка финансиска состојба. Што не е случај што поголеми корпорации, поголеми компании, секако дека во некои зависни сектори кои се наоѓаат и тие имаат финансиски тешкоти, но не може да се спореди со тоа. Мојата стратегија би било, јас кога би бил во таква позиција да одлучувам, јас секако би отишол кон да се помогне во субвенција кај овие микро и самостојни работни луѓе, а да се даде помош кај, кажеме, поголи, средни и големи фирми. Што сакам да кажам, која е разликата? Помош е во субвенција, значи да ми се даде паричен надоместок, што не би се очекувал некоја да ги вратат, што невозможно да ги вратат, додека кај средните и големите фирми да се оди кон со давање на поволни кредити. Според Реџепи, во следниот период најпогоден сектор ќе биде градежништвото, а секако и туризмот, каде има и надворешни влијанија.